Добро утро и од мене. Денеска надвор дожд, но внатре во студиото тоа не се чувствува. Верувам дека и вие ако сте на работа или дома го имате истото. Во секој случај претпоставам дека го видовте на најавно промотивно видео за денешното издание на оваа емисија. Ни гостува еден од најискусните, би рекол, фитнес тренери кај нас, меѓу другото двократен шампион фитнес шампион на Македонија и учесник во едно од најелитните фитнес надпреварувања Арнолд Класик. Ова се само дел од оние најважни титули кои што треба да се споменат за Дејан Пауновски паки, но меѓу останатото, освен за неговата приказна за тоа како стигнува до тука, многу е важен моментот дека денеска ќе потенцираме за тоа каква и колку голема терапија може да биде вежбањето, посебно во вакви стресни периоди и во период на траума каква што за жал ни се случува. Како и да е, денеска ќе имаме многу одговори, сигурно ќе останат и многу прашања неодговорени, но пак е постојано активен на социјалните мрежи, па ако нешто имате дополнително, може слободно да го искомуницирате и таму. Добре ми дојде, за прв пат си во Сител после многу долго време. Да. Фала ти многу за убавото интро. Дури премногу е, многу. Ти не си навикан на многу комплименти, така никако ми делуваш. Да, многу беше ова тумач. А ова беше многу кратко замислив, беше скратена варијанта. Да, фала ти многу пред се за позивот, за повикот, за поканата. Со задоволство ја прифатив, само што одложивме, нели, 2-3 пати ради ситуацијата што се случи. Мораме да одложиме. Со задоволство ја прифатив. Морам први да изразиме сочувство до сите починати, сите загинати. И големо браво за сите борци кои што херои кои што спасија доста многу животи. Дефинитивно ова е некоја колективна грешка наша која што верувам дека нема да се повтори повторно. Се надеваме дека навистина тоа ќе биде така. Одлагавме неколку пати, нели, со оглед на ситуацијата, но и двајцата се договоривме и сметавме дека од друга страна е добар момент да ти имаме еви денеска во првата недела после на официјална недела на жалост. Како момент дека вежбањето и тоа како може да биде терапија. Во терапија против болести, нели, терапија за подобро чувствување, терапија за болка и така натаму. Што е поголема терапија? Па добро кажа терапија, дефинитивно вежбањето е терапија и лек за сите типови и профили на луѓе, возрасти, дали сме деца, пензионери, стари, млади, женски, машки, кај секого прија, буквално вежбањето е мелем за душа. Не само да спекна физички изглед, нели, физичкиот изглед е една добра, непримерна последица која што се случува кога ние живееме здраво. Тоа секако е неизбежно. Меѓутоа здравиот мајндсет, здравата физичка градба, самодоверба, ментална издржливост што ни ја нуди самиот спорт, се неприкосновени. Многу поважни од само еден обичен лик и рамка на тело. Така да, како што кажа, да, добра терапија е. Всушност, ние треба често да ја конзумираме таа терапија како лек, пред да почнеме да користиме оние фармацевски лекови кои што ни се рутина и ги користиме, нели, тоа сме го прифатиле како сосема нормално во новото општество, но дефинитивно живееме по некои биолошки и господови правила, ние никош нема да имаме потреба ни од лекови, ни од фармацевски додатоци од аптека, така да треба да посегнеме токму по тоа, примарното, природното. Спортот. Така, спортот и тоа и во моменти кога не ни се вежба, претпоставувам, кога па да, тука лежи таа дисциплина. Знаеш, ако чекаме нешто, некој надворешен повик, нешто да не викне, да ни се побуди за да вежбаме, можеби и нема да се појави и најверојатно нема ни да вежбаме. Зависи од карактер до карактер. Сите ние живееме во некои дистракции, стресови, временски хаоси, работни обрски притисоци и тешко сам човек да одвои време за себе туку така. Мораме да направиме шаблон на денот, некоја агенда и распоред, но мора да се постави како приоритет. Тоа е многу битно. Значи, сите болести, модерни болести, настануваат од тоа што ние не се ставаме како приоритет. Нашето здравје не го ставаме на прво место, го ставаме на некое секундарно или терцијално место, го запоставуваме, бидејќи имаме некои
последниве години некој брзо темпо на живење, некоја јака динамика и тоа ни прави некако магла пред очи да не мислиме за нашето здравје, да го одложиме тоа за понатака. Веројатно и вакви тешки ситуации не помислуваат малку дека треба да се успори со тоа темпо, но нели секој се поставува прашањето дали тоа трае додека нешто неубаво се случува и после тоа лесно се заборава. Како тука да го тренираме нашиот мозок, како да му дадеме енергија, дека вежбањето сега да не свата дека мора тоа да биде во теретана. Физичката активност, посетата во природа, сето тоа, дека мора да биде дел од нашето секојдневие, ако сакаме да имаме некоја благосостојба, некој мир, а веројатно мирот е најважен, или за како ние функционираме и се даваме кон другите. Да. Па реално мрзеливоста спаѓа на оваа тема што ја спомна сега. Мрзливоста е присутна кај сите од нас. Порано или подоцна во некоја фаза на животот ќе заспиеме во некој комфорт, кај што не е удобно, кај што нема да сакаме да се поместиме, да отидеме, да врземе патики, да отидеме на тренинг или на кеди и стрчаме. Сакаме комфортна храна, сакаме брз допамин, сакаме брзо задоволување на некои наши моментални потреби и желби и тоа не уништува на долг рок. За жал, мрзливоста фактички е некоја себичност кон идниот јас. Ако јас сум сега мрзлив, јас всушност свесно или несвесно правам штета на идниот дејан што ќе дојде најверојатно брзо до година и ќе дојде со некои последици од тоа како живеам сега јас. Така да мораме да развиваме свест на тема активност и дисциплина. Мрзливоста најдобро ќе ќе пробиеме и победиме преку дисциплина. Дисциплината ќе стекнеме или преку спорт, онака примарно најважно, тоа е од моето искуство, или преку некоја религија, спиритуалност, некои спиритуални навики и традиции кои што ќе ни направат дисциплина, како ете фастингот, односно постите што се и муслимански и христијански, те тера да се одречеш од нешто, да не живееш исклучиво во комфорт и да намалиме со гревови, нели? Така. И друга алатка за креирање дисциплина е при работење за друг човек. Нели, секој од нас работел некогаш во животот или се уште работи за друг човек или за некоја фирма. На тој начин некој друг ни инсталира програма во главата како треба да се однесуваме, кога да станеме, да завршиме обврски, датуми, рокови, притисоци и тој позитивен притисок не креира како карактер, како личност. Така, не секој притисок значи дека е во негативна смисла. Нели тоа е многу добро да се потенцира. Да. Па и јас реално долго време живеам под притисок, некој позитивен притисок што најверојатно сам сум си го дал, сум си го назначил и живеам така и сватив дека не е лошо да имаш притисок, бидејќи само така можеш да си одговорен и точен. Так. Ако живееш прелабо, прекомфортно, најверојатно нема да успееш во што и да тргнеш. Така. Живееме во една огромна траума, велат дека губењето на близок човек директно и индиректно е веројатно најголемата болка, нели, која што човек може да ја почувствува. Психолозите велат дека треба да се остави човек да тагува, се додека самиот нели не смогне, дека животот мора да продолжи. Баш ова вчера го слушав на некој од нашите медиуми, но веројатно во тоа отсуство на себе си понекогаш е тешко да најде човек начин како да продолжи понатаму. Ти си човек кој што и самиот лично имаше една ваква траума, би рекол, една голема загуба, твојот татко. Како ти во тие ситуации, тие моменти успеа да ја надминуваш болката, кој што нели ќе биде вечна, меѓутоа барем во тој момент да ја надминуваш болката и да се враќаш себе си на редовните активности кои што тебе како Дејан те прават како човек. Да, па сакам некако да го сврземе и го потенцирам директно, бидејќи лично имаш твоја приказна на губење на родител. Треба да ги споделуваме овие искуства и приказни со цел да си помогнеме, да си подобриме. Дефинитивно споделувањето е некоја алатка за олеснување. Прво, мене ми олеснува кога споделувам, нели? Кога имам некоја тежина или стрес. Второ, слушателот учи нешто. Како беше на споделената тага е помала, споделената среќа е поголема. Да, и споделеното знаење е поголемо. Да, ја татко ми кога го изгубив искрено, тотално беше тоа неочекуван удар, онака гром од ведро небо за сите нас дома. И
не бев спремен ни емотивно, ни физички, ни психички, ни временски за тоа. Многу беше млад. Меѓутоа, спортот дефинитивно и дисциплината ме спасија од тоа вечно тонење. Пошто ние секогаш по навика, по дефолт, такво е нашето општество, менталитет, мислиме дека мораме да тегуваме долго време. И мислиме дека ако другите не видат дека ние патиме, дека тоа е правилно. Јас излегов од таа улога на жртва многу брзо, со помош на некои, спиритуалности, читање книга, гледање подкасти, работа на себе, многу ми помогна многу брзо да изфилтрирам таа болка, да ја снема, а љубовта за татко ми дури да се зголеми. Така да, многу луѓе мислат како ако го сакаш многу треба да патиш. Ние осудуваме. Ова интересно е што го спомена, без да знаеме, да. Колку тука менталитетот и општеството генерално може да влијае дури на таа лична болка или носење на таа болка, бидејќи секој на различен начин тоа го прави. Например, чисто на темава, многу другари кога видоа дека јас тренирам, трчам, постирам позитивни работи на Инстаграм, ми се уат и ги гледам дека ме гледаат со некој скептицизам. Чудно име. Брат, нели ти не жалиш или не жалиш? Ти фали или не ти фали татко ти? Тоа ги носи до некој бунево, ама наше е да го промениме тоа општество со некои вакви теми и размислувања. А дека боли, не можам ни да замислам како име на родителите и блиските и партнерите на загубените животи, на починатите претходниот викенд, не можам да замислам, тоа е стварно трагично, а меѓутоа, посета на квалитетни психолози, допир со природа е многу битен, многу важен елемент оваа ситуација. Вибрацијата на природата, на водата, шумот на водопадот и на реката ни дава посебен буст на енергија и ни прави онака баш хилинг, исцелување на многу некои клетки што ни се изумрени. Ништо тоа не е случајно. Да, апсолутно, нели? Почнавме од онај тешкиот дел, меѓутоа мислам дека е убаво време да споделиме твојата приказна. Работиш повеќе од 15 години. Си започнал во време кога фитнесот не беше популарен, не беше тренд, немаше Инстаграм, Фејсбук имаше веројатно. Да, имаше Hi5 имаше, ако ти текнува Hi5. Не сум го користел. Ти си од прилика моја генерација. Hi5 ти текнува како MySpace, Hi5, Facebook. Facebook изгледа првото кој што сум го користел. Овие некако сум ги игнорирал. Сега кога ќе се навратиш тогаш и денес, кој беше пак и тогаш, кој е пак и денес? Од тогаш си паки, нели? Од дете си паки. Тоа е некој псевдоним. Од раѓање, па дека Пауновски сум се презивал, Паун ме викале, мислам сум се презивал, уште се презивам. Така, веројатно во школа. Паки во школа, што мали нозе, така друштвото ме завикало и така останало. Па и тогаш и сега пак е истиот фанатик, ако можам да кажам, љубител, голем фанатик на спорт, на учење, на ширење на добри нешта, на споделување на тоа што го знам. Знаеш, многу е важно да сватиме, како што кажаме преска, дека ако споделиме, не сме посиромашни, туку сме побогати, бидејќи го шириме тоа. Во тоа време, да, немаше социјални мрежи, немаше каде да се истакнеш твоето знаење, доколку си го имал, немаше некој медиум добар, секојдневен, како нашите социјални мрежи, нели денеска секој е потенцијален медиум. Твојот Инстаграм профил е некој тип на етер, јавност. Сите се креираме содржина. У тоа време немаше такви работи, меѓутоа единствена опција за промоција беше надпреварот, бодибилдинг и фитнес такмичење. У тоа време, кога почнав да вежбам, немав визија за надпревари, искрено никаква. Дури имав и одбивност. Сварно. Не знаеш што е тоа, луѓе голи маџи се стегаат на сцена покупаки, намачкани со улје. Дури ми беше смешно. Ама знаеш како навлагаш во темата, ги учиш нештата, предрасудите ти се тргаат, ги гледаш малце по-бистро работите и сваќаш дека па и може и да излезам на надпревар, па и чекај може наскоро, и другарите почнаа да ми викаат цело друштво како што чекаш, иди, ајде, ти си добар, спремен си. Немав само доверба искрено тогаш, што е нормално можеби за дете кој што е растен во некои трауми, сиромашти, скромно семејство, за да не кажам сиромашти, ама тоа ни акумулира некои трауми и се изразува врз ниска самодоверба. Врз се после тоа. Да, се изразува, не прави помеки. Ама, мене спортот ме ојача. Дефинитивно ми даде некоја ментална издржливост, што не знам
каде би ја нашол на друго поле. Ама кога почна, не почна со намена дека ти ќе стануваш фитнес тренер или дека ќе одиш на надпревари светски, државни така натаму. Не. Туку почна така. Веројатно да сакаш да биде спортски активен. Да, бев фудбалер, ја бев цел живот спортски активен, не памтам ниден ден без спорт. Ама бев премногу слаб и случајно се погоди тренерот. Беше премногу слаб. Многу бев слаб, да. Требаше некоја слика да најдеме од Треба, имам, да. предвежбањето. Следна емисија. И тренерот ми даде како критика, не можеш ти вака да играш, многу слаб си. Као, леташ на терен, ама многу си слаб. Не бива. У дуелите нема. Што би му кажал сега на тој тренер? Што би му кажал? Да ме заследи на Инстаграм, да ме види. Не те следи уште? Не знам ни дали постои тој човек одамна била, можеби, не знам, јас сум имал, он беше стар, јас сум бил Така. седмо оделение, можеби дете, али Не, зашто те прашувам, од сегашен аспект, сметаш дека тоа било причина да престанеш да играш? Епа, знаеш како при допир со железо, со железниот спорт, фитнес, некако сватив дека многу ми прија, дека тука у фитнесот си свој one man show, ти кажуваш за твоите обврски. Не зависи од не е тимски спорт. Так. Ти самиот си индивидуа и самиот решаваш дали ќе тренираш, колку ќе тренираш, дали екстремно ќе вложиш во нешто и како ќе изгледаш. Додека у колективните спортови, мислам ги обожавам, сакам тимски спортови, ама имаш многу услови, многу работи зависат на исходот на утакмицата, на надпреварот. Не е само не од тебе. зависи од тебе. Да може и да не влезеш во игра. А вака у фитнесот јас се решавам дали сакам да додам на маса, да се чистам, да извадам некоја светска форма ако можам и слично. И при првиот надпревар мене ми се отклучи некоја визија дека дефинитивно ова ќе го правам цел живот и дека не постои друга професија на која би се пронашол. И така почна таа приказна, ама не сум знаел дека ќе дојде на тренерски и менторски пристап на тоа ниво. Сум мислел дека ќе се надпреварувам, ќе вежам за себе и тоа е тоа. Значи, Кога само професионално ќе се вклучиш и толку, да. Прво немаше опција за како да ти дојде визија за нешто вакво. Пример да станеш фитнес инфлуенсер, ако можам, не се нарекувам инфлуенсер, ама сепак некој човек кога има влијание врз некоја група на луѓе е инфлуенсер. Немаше порано такви алатки, така да не ни можев да замислам. Можам да замислам за 10 години од сега, кај ќе бидеме ние, ја, ти, телевизија и што ќе се прави. Така. Да, се некако многу брзо. Многу брзо, да. Оди, се менуваат трендови, се менуваат професии, нели одредени некое време не се важни, па после тоа некако се навраќаат. Изумираат одредени професии. Добро кажа, знаеш како што стануваме помодерно општество, тоа е супер, меѓутоа за жал се оддалечуваме од Бога и се оддалечуваме од оние вистински примарни вредности. Како ете, допир со природа, лојалност, себеспознавање, спиритуалност, пазење на храна, редовно легнување, редовно спиење, нокниот живот се развива и некако се оддалечуваме. Од основните есенцијални веројатно работи. Да, од оние што ни дава долговечност, самодоверба, харизма, убава енергија и позитивен вајб. Знаеш, може да видиме лесно по статистики, јас следам такви работи, најмодерните земји, светските најелитни земји, кои што имаат најразвиени индустрии, тие и највеќе патат од гојазност, од анксиозност и од многу болести поврзани со гојазноста. Бидејќи гојазноста, дебелината е една централна широка болест од која произлегуваат многу други болести, особено да не ги набројам сега канцер, диабетис, проблем со тироидни хормони и слично, па тоа привлекува и негативни психолошки последици, енергетски, животни, како животен долг век се намалува, едноставно се трга на лошо кога ги забораваме вистинските вредности. А баш токму како што ги кажав тие земји, не знам, Германија, Америка, многу напредни и во фармацевска, и во прехранбена индустрија, и во автомобилска, а има најголем процент на болни луѓе и депресивни. Од страна гледано е нелогично, меѓутоа е многу јасно и логично кога нели ќе се објасни. Да, знаеш, едно кратко објаснување зошто кој што кажа е нелогично, бидејќи ќе речеме овие се модерни, треба да живеат многу понапред од нас. Ама имаат се, нели, имаат... И кај нас, има да дофати лекари и медицина, развиена и се. Меѓутоа, медицината и природата не може да е постигнат онаа штета што е направена од, пример, од прехранбената индустрија. Можеме да видиме дека и кај нас тоа доаѓа. Најгласни, најголеми, најдречливи реклами се оние
најлошите канцерогени оброци. Например, не знам, Нутела, Макдоналдс, Бургер Кинг. Гледаме некои мајонези кои што дефинитивно носат директно или индиректно канцер во нашето тело и друг тип на токсини. Ама ние тоа го занемаруваме. Го сваќаме бидејќи тоа не манипулира нас, да мислиме дека тоа е сосема нешто нормално и дека така треба да се живее. Дури и нормално и модерно. И модерно, дека да јадам во Бургер Кинг или Макдоналдс, луѓето се радуваат, ставаат, чекираат со радост дека едат тамо. Меѓутоа, таа несвесна манипулација, тоест нивна свесна манипулација, не тера да живееме полошо, да се скрати животниот век, да изгледаме полошо, со пониска самодоверба и со повеќе психолошки модерни болести. Како да одолееме на пој маркетинг? Да, добро прашање многу, да. Ако тоа знаеш како кажи ми, да знам. Не, добро прашање. Реално, со следење на квалитетни содржини. Нели, на самиот етер, интернет, имаме и токсични информации, имаме и катастрофално лошо, имаме и предобри, имаме и спиритуалности. Исто како сега, подкасти излегува многу, тоа е супер, ја многу се радувам. Има бизнис подкаст, рекреативен трач подкаст, па и тоа дека треба да го одмориш мозокот. Имаме фармацевски, лекарски подкасти. Човек селектира според тоа кај се пронаоѓа. Така да ние ако селектираме да слушаме, пример, здрави инфлуенсери кои што ни носат добар вајб и добра полука, треба тоа да го форсираме. Со што се храниме, така и ќе изгледаме и ќе живееме. Така, тоа е многу важно, тоа е исто веројатно како друштвото. Нели? Како го бираме друштвото, какво ти е друштвото, сакал некел со тек на време ќе треба да станеш таков и ти. Во однос на надпреварите, меѓу останатото се било и на најелитниот фитнес надпревар, Арнолд Класик. Си имал честа, па од друга страна на почетоците да имаш онлайн тренер од Дубај, ако добро се сеќам. Араб, да, од Катар. Од Катар. Колку тоа тебе те изгради како фитнес тренер и што мислиш, што ти издвои кај толпата вежбачи довербата која што ја влеваш кај луѓето? Па баш пред некој ден имав неколку прашања на Инстаграм на оваа тема, ме прашуваат дали си имал тренер, дали си имал ментор. Знаеш, тренерското кај нас во ова поднебие, тренерското его е многу високо и луѓето не ни признаваат дека имале некој ментор и тренер. Луѓето тврдат дека самите се научиле, а такво нешто не постои. Излегува дека е срамно да кажеш дека некој те учел. Тоа исто како во школа да речеш немавме учители, нели така му доаѓа. Сами учевме, да. Речени најдобриот хирург мора да учи од некого, мора да му го украл занаетот од некого, не па што останува за мене како тренер. Апсолутно. Да кажам, ние сме обични смртници, али како што спомнавме преска, кога Роналдо и Меси имаат тренери, секој треба од нас да има некој ментор што ќе го води, што ќе му го отвори патот доколку е заспан. Сите ние некогаш имаме некоја магла пред очи, нејасна слика за себе си и заспиваме во тој комфорт. Мене многу ми помогна, сум имал така 2-3 ментори кои што дефинитивно ми дале знаење кое што сум немал каде на друго место да го најдам. Немало таков факултет или Google или форум кај што јас ќе научам тие искуства. Не се само споделување на информации, туку доживеано искуство, преточено во висока интелигенција, оформено во еден ментор кој што дели знаење неприкосновено. И реално ми помогна многу да го спуштам ниско егото, да работам на скромност, на приземност, ми даде доста многу информации околу фармакологијата, хормонските, стероидните работи, за допинг, бидејќи работам и со професионалци кои што користат допинг и едноставно ми даде знаење кое немам каде да го научам. Твојата работа е многу одговорна. Да, реално. да. Бидејќи станува збор за здравје на крајот денот, или не зборуваме само за тело. Многу ме интересира зашто вежбаат најголемиот дел од луѓето, за намалување на килограми или за целосна благосостојба на себе? Па едното го носи другото. Намалувањето на килограми ти дава некој убаво чувство на задоволство, кој што предизвикува добра вибрација и добро расположение. Секогаш тие се право пропорционални. Кога вежбаме, вежбањето е еден тригер за подобрување на самата циркулација, алгоритам на хормони. Самите хормони делуваат и директно и индиректно врз нашето расположение, емотивна состојба, агресија, депресија и слично. И кога ќе имаме редовен тренинг и таков тригер за позитивни хормони, нашиот кортизол
тоа е хормон стрес, заедно со адреналните жлезди, лачат многу по-оптимално и ние стресот што го имаме на дневна база, не го акумулираме, туку го минимализираме и го амортизираме, го исфрламе. Веројатно и го канализираме на поинаков начин. Нели? И го восприемаме. Апсолутно. А најчеста причина за луѓето да почнат да вежбаат, гледам дека низ овие години сум научил дека е естетиката на тело, визуелната состојба, сакаат да намалат килограми, поголем дел да намалат килограми, па и одреден дел да зголемат мускулна маса, али најголема борба и најголема проблематика во оваа тема и област е гојазноста. Гојазноста е сериозна, како што кажа преска, централна болест од која што излегуваат многу болести и мора да се спречат на време. Најчесто луѓето, знаеш, луѓето интересно е чекаат да им дојде некоја животна нотификација во облик на болест, за да ги алармира и да ги освести дека треба нешто да се превземе. И тогаш како во паника прашуваат што да правам сега, дали да вежбам, што да јадам. Ама најчесто кога штетата е длабоко да влезе на инастаната, најчесто е касно за некои чекори. Треба на време. Треба на време. Треба на време. Мислиш ли дека на овој начин со мисијата која што имаш ти, па и останатите, нели, луѓе кои што се во оваа заедница на инструктори и така натаму, нутриционисти, лекари и сето тоа, дека се крева свеста на населението? Да. Лично го имам впечатокот дека стана модерно да се вежба, што е многу добро. Што е супер. Нели, Да. убав тренд е тоа во секој случај, бидејќи влијае на нашето здравје. Но колку го менувате менталитетот? Па за среќа имаме доста големо влијание, се повеќе колеги, тренери има воопшто, сега ќе кажам за нашата држава. Некој го хејта, тој момент го мрази како многу тренери излегува, што е работава сите, секој стана тренер. И јас сум за да уште 2000 тренери дојдат на да го подобрат овој менталитет, да вметнат здрави рутини, здрави навики, да ги извадат од корено ние навики од турско време, кај што мора да се јаде локум, баклава да се носи оние поклони, благи, да се пие кафе со шеќер. Едноставно, ние сме тие новата генерација што треба да направиме промени за иднината на нашите деца и внуци. Бидејќи туку така само по себе не може да се промени. Мора некој да влијае за промена, а ние сме тие. И се радувам што има голем број на тренери, од кои што делумно голем дел од нив си ја знаат и тоа како работата. Денеска е многу полесно да стигнеш до квалитетни информации отколку порано. Така да јас се радувам што сме во ваква дигитална ера. Така. Пак да го извлечеме доброто од таа дигитална ера, во напливо на информации, да ги избереме оние веродостојните. Пак и многу брзо ми помина времето. Нешто што колку работи во глава ми стоа да те прашам, ама тоа ќе остане за подкаст. Да, подкаст обавезно. Така. И благодарам многу, верувам дека беше од помош, беше инспирација и на крај уште еднаш да потенцираме дека вежбањето и во најстресни периоди од животот и тоа како ни помага прво да се сносиме со себе, па потоа и со сите останати ситуации. Да, поздрав до сите и фала ти многу на поканата. Се надам дека не е први последен пат. Апсолутно ми беше чест и благодарам уште еднаш за крајот на денешното издание на магазин. Еден настап на Симон Трпчевски, наш докажан пианист, човек кој што и тоа како е амбасадор на оваа земја. Се гледаме утре, односно утре со Јелена, со мене веќе во петок.